Земјава бележи поразителни бројки за обемот на имунизација кај деца од 0 до 18 години. Иако во 2000 година Северна Македонија добива признание од Светската здравствена организација, бидејќи опфатот на вакцинација за одредени вакцини бил поголем од 95%, тој процент сега е помал, вели Катарина Ставрик, педијатар во детската клиника во Скопје. Ковид пандемијата, вели таа, влијаела на ваквиот негативен тренд. После COVID 22-23 имаме скоро за сите вакцини под 90%. Со исклучок на хепатит Б, на хепатит вакцината у породилиште што се прима и ДСЖ, сите други вакцини се под 90%, што на некој начин е опасност да ни се појават болести. Го гледаме тоа, пердусисот се појави, го имаме актуелно, морбили, сме на граница да ако се донесе некој случај да може многу лесно со овој опфат да повторно имаме епидемија, она што ни се случи 2018 година. Најниско е нивото на вакцинација за ХПВ вакцина со околу 50%, како и за првата доза на вакцина против морбили. За разлика по останатите региони во државата, ситуацијата е нешто подобра во Охридско-Струшкиот регион. Особено со 6-валентната вакцина, значи имунизација против детската парализа, против хемофилус инфлуенца, инфекцијата, против хепатит Б, исто така дифтерија, тетанус и пертусис, големата кашлица. Процентот е 97% за во 2024 година, а додека во примовакцината за хепатит Б и против туберкулоза, значи што се дават во првиот месец, е 100%. Освен ковид пандемијата, лекарите посочуваат и други причини за нискиот процент на имунизација. Повеќе фактори се. И довербата, и родителите имаат се повеќе се двоумат, имаат прашања, често пати одговор на тие прашања барат на социјалните мрежи, тука добиваат дезинформации, се консултираат меѓу себе родители, повторно погрешни информации се добиваат. Во Охридскиот регион најмал е процентот на вакцинација со МРП вакцина, односно против морбили, рубела и паротитис. Ваквиот мал пат, значи мал офат со вакцинацијата е првата година на 12 месеци, тоа е се уште онај непотребен страв на родителите што ја поврзуваат ова вакцина со аутизмот. Што е нигде научни докази немаат поврзаноста на ова вакцина морбили, значи вакцина МРП со аутизмот. Најнизок процент на вакцинираност со вакцинацијата е со ХПВ. Затоа е неопходна едукација на родителите, но и на здравствениот кадар, вели Ставрик, според која должност е на сите здравствени работници да ја промовираат имунизацијата и да разговараат со родителите. На родителите им треба разговор. Меѓутоа да не ги дезинформираме со погрешни информации. Значи, навистина треба да имаме точните информации. Ако не знаеме, поано е да го препратиме родителот таму во вакциналните пунктови, таму каде што колегите навистина со тоа се занимаваат. За да се зголеми опфатот на имунизација, добро е да се размислува и за позасилена теренска вакцинација во училиштата и селските средини, предлагаат лекарите. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.